Никогаш не е касно. На 58 години Роса Василева од Кочани стана бизнисменка. Бизнисот го почна со 3000 евро од државата, а сега од модниот салон семејствата ги хранат и таа и незината сестра. Од обичај работник, бизнисмен од Роса не направи желбата, туку маката наречена стечај по 22 години работа. Нема работа, дојдоме на идеја, нели ти дава овај, како се вика, кредито. Така за самовработување и речоме да поднесеме. И поднесоме да доани и тераме. 3000 евра, с тие 3000 евра земаме неколку машини, земаме материјали, половината со ни, касата ја купиме со тоа и сите ги наместиме. Роса е една од 5000 невработени од источниот регион кои во изминатите 7 години, откако е активна мерката за самовработување, од државата побараа и добија 3000 евра. За да почнеш со некој бизнес, нормално дека е потребна идеја, но без пари воопште не можеш ни да помислиш дека ќе стартуваш некаков бизнес. Идејата е дека покрај тоа мора да веруваш дека во тоа што ќе го работиш, ќе успее и дека ќе се валоризира трудот што го внесош. Дека некогаш за екзистенција треба малку потврда е Роса. Таа не само што успеа, туку планира и да го шири бизнисот и да го зголеми бројот на вработени. Плановите за ако ги земеме тие пари, да земеме убав материјал и кога ќе немаме работа да шиеме сукнички панталонки и да продаваме, да пласираме. Ќе има повише и купци, нели? Случајот со кочанката Роса Василева е позитивен пример, но таа е една од ретките кои земаните пари од државата ги оправда. Само во источниот регион на име субвенции за самовработување се исплатени 15 милиони евра за период од 7 години. Нив ги добија 5000 лица, но само околу 30% од нив успеаа во бизнисот. Останатите парите ги добија и ги потрошија. Фајде не видоа ни тие, ни државата.